Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се обидеме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги организиравме. Проектот финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со раководителот на секторот за образование при општина Куманово, Жика Крстевски. Господине Крстевски, добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова денешно гостување. Добро вечер, се надевам дека ќе успееме да ги информираме граѓаните на општина Куманово за се она што е актуелно во областа на образованието во нашата општина. Според пододоците на матичната служба на новороденчиња, во прво оделение годинава недостасуваат околу 400 деца. Ова бројка може би изгледа фрапантно, но причините може да бидат најразлични. Токму тоа го посочивте на последната седница на Советот на општина Куманово. Вака, ние имаме обврска како сектор за образование при општина Куманово, основачот, односно Советот на општината, да го информираме за состојбите со запишувањето на учениците во прво оделение, во основно образование и прва година во средно образование. Меѓутоа, ние не ги информираме само за тие податоци, туку ја даваме целокупната слика на образованието, како на основното, така и на средното образование, со бројки, не само за прво оделение и прва година, туку за вкупниот број и за одредени тенденции што веќе се констатираат со години наназад, откако општината, надлежностите и основачи на училиштата стана општините, советите на општините, така да советниците ги информираме со малтене сите податоци во основно образование и очекуваме истите во рамките на нивните надлежности да дадат свој придонес во подобрување на условите, отклонување на одредени негативности, ако постојат едноставно лична карта на севкупната состојба во воспитно-образовниот систем во општина Куманово. Каква е состојбата со основното образование, бројот на запишување на ученици и слично? Вака, јас на сите овие седници и минатите години и контактни изјави што имам давано за телевизиите, кажуваме дека имаме една диспропорција во однос на она што го добиваат училиштата како новороденчиња во тековната година, која е целна група за запишување во основно образование и дека таа бројка не се совпаѓа со она што на лице место ќе се најде. Тоа е тенденција во сите овие години, меѓутоа ова година се актуелни овие податоци спрема списоците што се од матична служба доставени до училиштата. Во Куманово има родено 1696 деца и тие податоци, бидејќи се со закон заштитени личните податоци, ги доставуваме до училиштата, а тие согласно своите овластувања и надлежности што ги има за да ги изнедат тие деца по реони. Знаете, во основното образование имаме реонизација, така да ученици од тој реон треба се запишуваат во училиштето кое е определено да ги прифати тие деца. Имаме мали отстапувања, меѓутоа во главном тоа се почитува. Тие не само од мај месец кога почнува званичното запишување на учениците во прво оделение, туку во текот на цела година, имајќи ги во предвид оваа тенденција на намалување на деца, тие ги знаат тие деца кои им се целна група за ова учебна година, така да тие ги истражуваат и од тој список од 1696 тие евидентира 1609. Значи, веќе ги немаше тие скоро 90 деца во таа евиденција и фактичката состојба. Од тие 1609 колку се најдени, се запиша ова година се запиша 1204 деца. Значи, ги нема децата по тој список доставен од матичната служба скоро 400 деца. Тоа покажува и го констатираме повеќе години наназад дека не се ажурираат овие списоци на овие деца од нивното раѓање па до оваа година кога треба се запишат во училиштата. И велиме дека
е голем недостаток на податоци кои на званичен попис ке се евидентираат, така да нема да имаме такви отстапувања што не наведува на некои не се шпекулации во прашање, меѓутоа предпоставки дека дел од дециња нели починале, дел се иселиле, дел се преселиле, се она што значи немаме конкретни податоци каде се тие 400 деца сега. Кога има дел од ниви кои не се запишани, меѓутоа тука надлежноста ја има Државниот просветен инспекторат кој од училиштата се известува кои деца не се пријавени по адреси што ги добиле со тие матични податоци од списоците за новороденчињата и тие имаат единствено имаат право да постапат согласно законот, односно да ги најдат, да ги предупредат, па и санкции, се знае, има и парична казна за тоа, меѓутоа за жал немаме некоја информација повратно од Државниот просветен инспекторат колку такви пријави се поднесени или колку лица се најдени, така да ова диспропорција од една бројка до друга останува да се разреши со пописот кој најверојатно, како што најавуваат, ќе се случи во 2020 година или 2022 беше, да тогаш се види. Тоа сме, толку сме и према тоа ќе ги правиме сите планови во целокупниот живот, па и во воспитно-образовниот процес. Каква е состојбата со средното образование? Вака, средното образование, кога сме веќе кај основно образование, да ги дадам и овие податци. Значи, за ова година ја кажавме бројката, таа во однос на претходната година, 2017-2018, кога се запишани 1160 деца, ова година се запишани 1204 или повеќе 44 ученика и ние ова година имаме формирање на две нови паралелки. Една во Магдалена Антова, во прво деление и една во Кочорацин. Меѓутоа, вкупниот број на учениците, вкупниот, кој веламе од прво до 8 деление, од минатата до ова учебна година, значи минатата година во основно образование имало 1477 ученици, а ова година има 1364, или за 113 помалку од вкупната таа бројка. Веројатно, ова бројка од 113 се иселени, веројатно се иселени, затоа што немаме некое друго оправдание каде информација што е со нив, а тоа во суштина значи 4 паралелки помалку во основно образование. Ако ја земеме максималната бројка од 34 ученици во една паралелка, значи 4 паралелки имаме помалку во вкупниот број. Меѓутоа, ова што кажав дека имаме нови две паралелки во прво деление, тоа е согласно запишаните деца во прво деление од оваа година. Средно образование. Во средно образование слична состојбата како и во основното образование, со тоа што целна група на запишување на ученици во средното образование е 9 оделенци, значи сите оние кои завршиле 9 оделение во општина Куманово, меѓутоа тука гравитираат и оние ученици кои природно доаѓаат од општина Старона Горичина, од Липковска општина, таму има само едно средно училиште, гимназија во настава на албански наставен јазик, другите доаѓаат во стручните, средни стручни училишта, така да во Куманово завршиле 9 оделение 1219 ученици, а имаме прилив околу 200 во изминатите години се потврди таа бројка од Липково, околу 50 од Старо Нагоричане и доаѓа тука од Ранковце и од Крива Паланка, Кратово, па и Свети Николе, во оние средни училишта во кои ги нема во нивниот град, така да вкупно целната група беше 1500 ученици што се очекуваше да се запишат. И тука имаме диспропорција на она што значи
конкурс распишан за прием на ученици во прва година. Еве со години наназад се од училиштата бара да се распишат избори, односно упис на ученици за 2500 ученика. Тоа е капацитет на училиштата, наши на средните училишта и наставен кадар кој може да ги задоволи потребите на реализација на наставната програма, а со години се запишува многу помала бројка, така да оваа година се запишани 1383 ученици во сите средни училишта. Што значи во однос на претходната година кога се запишани 1270, имаме повеќе 113 ученици запишани во средното образование. Значи тука имаме исто подобрување на бројот на учениците, а во однос на вкупниот број на ученици од прва година до четврта година во средно образование, 2017-18 има 5213, а сега има 5250 ученици или 37 ученици повеќе. Земено општо онака како е оваа тенденција, имавме еден период кога драстично се намалуваше бројот на учениците. Значи, онаа дилема што стои од новороденчиња до фактичката состојба, тоа не можеме ние да дадеме одговор на тоа прашање, меѓутоа, она како се движи бројот на учениците, за последните години имаме од вкупниот број на ученици во основно и средно образование, бројката се намали за околу 2100 ученици. Значи, пред 10 години, 2008 и сега, вкупната бројка на учениците се намали за околу 2000 ученици. На последната седница на Советот на општина Куманово донесовте одлука за формирање на паралелки во прва година под 25 ученици. Бројот на паралелките во воспитно-образовниот процес во општина Куманово, а тоа е случај во другите градови во комуникациите што ги имаме со училиштата, е во Куманово вкупно во основно и средно образование има 825 паралелки. Врз основа на бројот на паралелките се креира и наставен кадар кој треба да работи во тие. Бројот на учениците во основно образование од 24 до 34, во средно образование од 25 до 34. Со тоа што од овие 825 паралелки во сите училишта во основно и средно образование, 584 се во основно образование, а 241 се во средно образование. Од вкупниот број на овие паралелки, 485 паралелки се помал број на ученици од минимумот, односно 25 или 24 во основно образование. Тоа значи повеќе од 50% паралелки се со помал број на ученици. Тоа особено се однесува во средните училишта на овие стручни паралелки, паралелки со трогодишно образование, во основното образование, во подрачните училишта, каде што имаме помал број на ученици, каде што имаме и комбинирани паралелки. И ова е нешто што се случува во цела Македонија и Министерството дава позитивно мислење до Советот и до сега немавме никаква пречка во однос на давање на формална согласност со страна на Советот за да можат овие паралелки да функционира согласно законот. Меѓутоа, баш по ова прашање, број на ученици во паралелки, во почетокот на, кога дојде на власт новата структура, политичка, реформите што се најавија од тогашната министерка Десковска, одија и во однос на намалување на број на ученици по паралелки. Тоа во суштина би значело да се вклопиме во бројката што имаме, да не распишуваме ние за 2500 кога таа бројка никогаш ја немаме достигнато. Или
да не правиме паралелки со 34 ученици, кога знаеме дека половина се со половичен број. Па да и погледнеме на вистината во очи, да кажеме толку сме, толку не има и дај да ги направиме паралелките онакви какви што се предвидуваше во реформата од 18 до 25 ученици. Тоа е некој стандард за Европска заедница, а ние пошто тежнееме таму, ние ќе мора сите овие наши разлики што ги имаме во однос на стандардите, тие европски стандарди, да ги прилагодиме, со тоа и ќе ја доведеме во една нормална состојба со бројот на паралелките, бројот на учениците и наставниот кадар кој го имаме и кој ни е на располагање. За жал, кога ја зборувам за наставен кадар, мора да кажам дека имаме и тука голема хиперпродукција на наставен кадар, особено на оделенска настава, професори по македонски јазик. Има голема бројка која спрема проценките и спрема она како се движи, нели, се тоа што го сега дискутираме, во прашање е поголем дел од нив дали ќе имаат шанса некогаш и да се вработат, затоа што реалноста е таква каква што ја и кажувам сега ја представив. Во теќе грејната сезона обезбедени ли се доволни количини на нафта, огревно дрво? Вака, во општина Куманово имаме повеќе начини на загревање. Со војводување на газ имаме 5 училишта кои се греат на газ и тоа е најчиста работа и најекономски исплатлива. Имаме загревање со нафта, имаме загревање со пелети, парни грејања на нафта и на пелети, и имаме и со огревно дрво. И парно грејање и многу малку училишта, остана посебно во овие подрачни училишта кои се греат на ќумбиња. Значи немаат парен систем, меѓутоа додека не се содедат услови, се размислува во секој случај, утре има пуштање во употреба еден парен систем, донација во Основно училиште Браќа Миладиновци и Крстен Бисерко во подрачното училиште во Соколана, така да таму веќе се условите достигнате оној стандард што треба да го има една воспитно-образовна установа. Зборувам за градското подрачје, тука е исто се случи и во Черкезе, во основното училиште Јероним Рада, каде што стартуваше ова година парно грејење. И ова што го спомнавте, Пуковско, таму се уште не е поставено, меѓутоа училиштата има добиено задача од општинското раководство да изготват проекти. Тоа ќе биде една од задача и на ново тоа јавно предпријатие кое е во основање од страна на општина Куманово проектантско, кое ќе ги покрие сите училишта и не само училишта, сите други јавни установи со готови проекти за да бидат оспособени да можат за кратко време да аплицираат, затоа што сега е на повидок едно отворање на тие фондови што ние како кандидати за Европска заедница ќе ги имаме на располагање, така да бидеме поспремни, односно училиштата да бидат подготвени за да може да ги користат тие фондови. Благодарение токму на различните проекти, голем дел од училишта од Куманово веќе искористија таа можност, реновираа дел од своите објекти, уредија и слично. Постои ли можност, има ли и сили општината сама да преземе некој поголем градежен зафат или треба да се пренасочиме повеќе, како што споменавте, на овие проекти? Образованието се финансира од државата, од државниот буџет преку блок дотации, што секое училиште, односно секоја општина ги доставува спрема параметрите што се бараат од Министерството и од тие пари што се предвидени во државниот буџет се префрлаат во општинскиот буџет, строго наменски за намена за која се предвидени. Плати, материјални трошоци, тековно одржување и други, превоз на ученици и се она што значи нормално функционирање на училиштата. Единствено
има некои ставки што не ги покриваат. Кај нив се и она најсушественото капиталните инвестиции. За државата, значи државата е таа која ги планира и ги реализира овие капитални инвестиции, да кажеме изградба на нови училишта, изградба на градинки, изградба на помагаат они во овие, да кажеме, парното грејење е донација на Министерството, во Јеронде Рада, во Браќа и Крст, ова што велам утре ќе биде пуштено е од страна на јапонската амбасада. Значи се користат сите можности, а градот помага не толку нема капацитет со буџетот што го има општината да може да ги покрие, меѓутоа помали инвестициони и тековни проблеми со кои се соочуваат училиштата се покриваат во добар дел, меѓутоа она што значи капитално сепак е во надлежност на државата. Ние ова година имаме поднесено барање до владата и до Министерството за образование, изградба на училиште, на простор за гимназијата сами Фрашери, а таму во истата таа зграда функционираат и албанските, односно паралелките во настава на албански наставен јазик од среднотехничко училиште, така да има локација предвидена во касарната во Христијан Карпош, каде што има земјиште кое е определено за образование, така да формалностите околу пренамена ги немаме. Се надеваме, имаме ветување дека ќе се направи се да тој простор се изгради и да се тргнат овие ученици, а ги има над 1200 во двете училишта кои работат во некои услови кои не соодействуваат со она што значи оптимални услови за реализација на воспитно-образовна настава. Да не зборуваме за дворно место, за сала, за физичко воспитување, кабинет или нешто друго. Ова што се предлага сега, се надевам дека барем првите чекори ќе бидат превземени во однос на реализација на ова веќе со години ветувана инвестиција, да можеме и тие две училишта да ги сместиме таму каде што може да се учи и да се подготвуваат за натамошен живот во нормални едни училишни услови. Урбанистички планови ја закочија доградбата на 10 училници во училиштето Христијан Карпош во населбата Перо Чичо. Последните податоци беа дека доколку до декември не се изнеде решение за овие планови, дека средствата можеби ќе бидат пренаменети за друго поле. Претходното раководството во овде често знаеше да обвини дека овие средства беа обезбедени пред многу години, но дека централната власт тогаш не покажуваше интерес за решавање на овој проблем, иако средствата стоја во место. Запознаени ли сте докаде е оваа постапка? Така, Куманово има проблем што веќе подолг над една деценија нема важешки генерален урбанистички план и оние локации што се предвидени за воспитно-образовните установи и за детски градинки се надмината состојба, така да со овие дупови што гледате и самите на седниците се даваат и во однос на промена на ДУП поради легализација на диво изградени објекти. Има доста од училишта, посебно овие подрачни училишта кои го немаат се уште довршено имотно-правниот статус. Нели, беа општински, па 91 година се отиде во државата со она тотална централизирана власт, па после тоа почна постепено да се децентрализира и таа децентрализација оди многу растегливо и не по динамиката која со закон е утврдена од самата влада тогаш на кога започна таа децентрализација. Така да има одредени проблеми со тие урбанистички планови и навистина ова донација, односно финансирање од страна на буџетот на образование, владата преку Министерството за образование, веќе подолго време тапка во место и не може да се отпочне со работа. Јас се надевам дека
многу брзо ќе се надмине и тој проблем и дека овие пари нема да пропаднат, туку дека ќе се на некој начин пренесат во следната година и дека оваа инвестиција конечно ќе имаме. Меѓутоа имаме имотно-правни односи и во подрашното училиште во Пуковско, каде што не е решен тој имотно-правен статус на не само на дворното место, туку и дел запаќа од приватен имот на самата зграда, што ја спречува исто ова училиште кое одговара, нели е подршно е на Христијан Карпош, да и таму се превземат одредени активности, затоа што сите овие донатори кои се јавуваат како нели донатори, дали се амбасади, дали се UNDP, дали е USAID или било кој, бара чиста позиција за да може да се инвестира таму и дворното место не можеме да уредиме и патеките да ги направиме затоа што имаме проблем со физички лица кои го има тој имот, а за кои некако нема разбирање да се најде заеднички јазик, да се надмине тој проблем за да се тоа училиште доведе во една функција и состојба што ќе одговара на потребите на воспитно-образовниот процес. Каква е состојбата во училиштата во однос на децата со попреченост? Знаеме дека тие посетуваат образование во паралелката на браќа Миладиновци. Таму треба да наскоро да профункционира и дневен центар. Така. Како е на ова поле? Третманот на децата со попреченост, лица со попреченост во воспитно-образовниот процес е со закон регулирано и сите оние деца кои се со помала попреченост можат да се запишат во редовна настава, инклузивно опфатени во воспитно-образовниот процес. И имаме ученици со потешки попречености кои се опфатени во посебните паралелки во Основно училиште Браќа Миладиновци, веќе со децени функционираат овие паралелки, таму има 55 ученици опфатени во тој дел и 47 имаме опфатени во редовна настава, во инклузија, во основни училишта имаме неколку лица во средно образование и тие деца имаат и посебен третман согласно законот. Имаме обврска да истите им обезбедиме соодветен превоз, дали со придружба на родител, старател или со оние редовен превоз што го има, оние на кои им е потребна придружба, тоа се реализира и тоа до ова година одеше без никакви пречки. Ова година за тие лица имаме проблем во однос на такси компании кои се доведува во ситуација да немаат на располагање доволно возила за да може сите овие ученици да бидат опфатени. Ние имаме 92 ученика кои со диагноза и со изјави од родители имаат право на тој бесплатен превоз онаков како што го предвидува законот. За жал, во еден месец имаме проблем со нивното превезување до училиштето и назад и правиме напор нешто да направиме и со заеднички превоз во дел каде што може и оние ученици за кои родителите даваат согласност така да се возат, а за другите ќе мора да се обезбедат 20 возила, такси возила, затоа што не се во состојба да се возат со овој превоз. Се најдовме затечени од проблемот што се отвори сега патот кон Европа и во главном возачите се во најголема бројка тие што ги напуштија такси службите и сега не се во проблем возила колку што се во прашање проблемите со шофери. И да кажам за овие лица со попреченост, во општината има вработено во училиштата 19 дефектолози, од кои 11 се во овие посебни паралелки, а 8 се во основни и средни училишта. За жал, многу трновит пат поминавме со многу барања и
оправдување на тие барања дека треба да се вработуваат дефектолозите во училиштата и не само во училиштето, кои во градинките, затоа што од таа возраст кога веќе ги зимаме во систем на образование, дека треба благовремено да се воочат сите тие недостатоци кои во одреден период можат да бидат отстранети, доколку се задосни ќе биде излишно, тоа ќе биде само некоја форма за задоволување, а не и ефекти од работа на тие стручни лица. И сега еве 2 години назад имаме асистенти, има педагошки и има персонални асистенти. Во општината има ангажирано 13 такви лица кои се помош на децата, на наставниот кадар, кој е сега во редовна настава, не се сите дефектолози, нели, математика, физика и други предмети предаваат наставници кои не се до крај едуцирани за тоа како треба таа постапка на воспитно-образовниот процес да биде со овие деца, така да овие асистенти се една испомош на наставниот кадар и на самите ученици, за да може полесно да се совлада материјата. Кога веќе го споменате превозот, каква е состојбата и со него, дали функционира до сите населени места во Кумановско? Добро, во оној редовен превоз немаме проблем. Јас ги имам и бројките, да кажеме, во средно образование има опфатено 3495 ученици, тие користат редовен превоз. Оние редовни линии што ги има во градот, ги користат со месечна карта, сите они ученици кои се 2,5 километри оддалечени од живеалиштето, до училиштето. Тие имат право на превоз, има постапка, изјави од родители, училиштата си водат сметка да се запазат тие параметри што им го дават правото на овие ученици, така да немаме овој таков проблем како што го кажам овој за лица со попреченост, додека во основните училишта има 1413 ученици во редовен превоз, тука одат реонски. Значи на тие деца во основното образование им следува превоз над 2 километри, меѓутоа во училиштето од тој реон. Кажеме, Толи Зозоми се опфаќа железничка станица, Бедиње, Горна, Долна и оние други кои се запишени во тоа училиште, ако имаат над 2 километри, им следува превоз, ако не, немаат право на превоз, што некои од родители кои не сакат децата да ги запишат во тие училишта и ги запишуваат во централно градско подрачје, таму тие го губаат тоа право на бесплатен превоз затоа што не го исполнуваат условот, не се запишани во реонското училиште каде што превозот би бил бесплатен. Во однос на овие трошоци, тие се значителни затоа што се работи за голема бројка на ученици, за 181 ден работен во годината, така да и тие средства се обезбедуваат преку блок дотација од Министерството. Каква е состојбата со ученичкиот дом, професор Мијалковиќ? Знаеме дека истиот неодамна беше реновиран, го користат средношколци од Кумановските села, Ранковце, Кратово, Крива Паланка, дури и Свети Николе, и мислам дека изминативе години имаше тренд на опаѓање на корисници. Во однос на интернатот, ова се надовржува сега ова што зборевме за превоз. Значи, ние имаме ученици кои се подалеку од училиштето, од приградски населби, селските населби или од некои други општини од овие што рековме дека во средните училишта се запишуваат и од други општини, и ако немаат обезбедено соодветен превоз, тие имаат право на користење на интернат. Во Куманово, за среќа, имаме интернат во добра состојба, капацитетот му е 120 ученици, меѓутоа начинот на финансирање на домовите, на интернатите е по некои параметри кои нашиот интернат го доведува во многу
непријатна состојба, односно тој е половично искористен, се финансира исклучиво како партиципација по ученик. И сега, ако има 120 ученици, 7500 денари е по ученик месечно, ќе има за дупло повеќе пари ако е полн капацитетот од 120 ученици, а вака со 65 овие ученици, тоа е половично. А се грее ист простор, работат исти воспитувачи, работат исти хигиеничари, оние што се во кујната, така да ние апелиравме да се доврши она децентрализација во однос на училиштата се заврши, меѓутоа во однос на интернатите застана и се тоа што го зборувам сега начин на финансирање. Не се финансира тие со блок дотации, туку со ова партиципација, што не е слична состојба, да кажеме, во интернат во Велес. Има вчера една средба со директорот таму, тие имаат преку 300 ученици запишани таму, со овие пари тие живеат и ги создаваат условите во кои треба да престојуваат учениците многу подобри во однос на ова што со толку малку пари треба да функционира согласно програмата што ја имаат интернатите, а тоа не е само да ги сместат, туку има и образовен дел кој треба да се реализира во тие установи. За жал, ова го покренавме и го доставивме и до владата, и до надлежните министерства, и за образование, и за труд и социјала, така да баравме излезно решение, односно да ги поистовети со училиштата и да се финансира со блок дотации, така да се создадат и подобри услови и да го исполниме тој капацитет што го имаме за да нормално функционира оваа институција. За жал, во зимскиот период е особено непријатно кога нема доволно средства за огревно, односно нафта, се греат на нафта, има недоволно за топлување, со штедење, што од друга страна па ги одвраќа децата да се запишуваат во ова установа. Ние бараме таа децентрализација да се заврши за да може и општината да има надлежност да може во овие установи да помага финансиски. Така да во моментот, затоа што се води како државен имот, општината нема законско право да инвестира во овие установи. Кој е бројот на ромите кои што се вклучени во образованието, се зголемили, знаеме како беше претходните години, завршуваат ли сега и тие образование? Добро, јас не би сакал да ги споредувам тие податоци. Во моментот ќе кажам колку ученици роми има запишано во општина Куманово, во средните и основните, во вкупна бројка 479 ученици, од кои 398 се во основно образование и 81 во средно образование. Од пред 3 години се воведе факултативно изучување на ромскиот јазик и култура, така да тоа започна и стартува од трето одделение, значи тој е изборен модел, значи учениците кои сакат да го изберат факултативно да си го изучуваат својот мајчин јазик, од година во година таа бројка се зголемува, што дава еден оптимизам дека сепак тие сака да си го изучуваат својот јазик. Тие во овие што ги спомна бројки се исклучиво во настава на македонски наставен јазик, што значи дека преку ова образование тие не можат да го осознаат и научат својот јазик, меѓутоа тој факултативен модел на изучување даде интерес, се покажа интерес. Во почетокот така имаше малку убедување од страна на невладиниот сектор во ромската заедница, меѓутоа од година во година гледам дека таа бројка се зголемува и веќе имаме во континуитет трета, четврто и пето одделение и се надеваме дека ќе достигне до девето одделение и дека
тоа што им е дадено како можност ќе си го искористат да се го научат мајчиниот јазик. За крај, задоволни ли сте од резултатите кои што ги постигнуваат учениците од општина Куманово? Ќе учествуваат на различни државни, па дури и меѓународни надпревари. Овака, учествуваме ги посетуваме патроните празници на овие вие како медиуми, таму е покрај оние воредни некои настани што ги имаат, тие си се, со тие податоци гордеат и си ги им даваат на тие добитници на некои освоени места по било кој предмет на општински, реонски, државни, па и меѓународни надпревари. Добро, и во основно и во средно образование имаме добар капацитет на наставен кадар, а со тоа и на ученици кои се закитуваат со одредени освоени места на разни надпревари. Допред минатата година го имавме тоа екстерно, кое се укина, оправдано, неоправдано, меѓутоа сега немаме мерило поинакво, меѓутоа веројатно сите оние кои одлучија да се укине се во право, меѓутоа ќе се бара и други форми на проценка на успехот и на учениците и на наставниот кадар, се со цел да одиме напред и да се усовршуваме и да бидеме во тренд на се она што се случува во Европа и во светот. Ви благодарам, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат граѓаните. Би сакал само уште ова. Една од убавите форми што ги има, тоа се проектите Erasmus Plus, во кои се вклучени речи сите основни и средни училишта од нашата општина, и тоа е една многу убава форма на запознавање и изближување со своји врсници, ученици од речиси сите европски земји, така да и ние како град преку овие училишта сме домаќини на ученици од други држави, а и нашите ученици и наставен кадар се речиси во сите земји во Европа. Во моментот имаме и домаќини сме на ова, и наши училишта се во други држави, така да тоа е еден проект на запознавање на јазикот, културата и се она што е карактеристика за секоја нација, и другите не осознаваат нас директно со овие проекти. Има и други проекти, меѓутоа ова е така најповеќе застапен Erasmus Plus. Секако е за поздравување. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.